одигран е првиот официјален надпревар во фудбал. На 9 април, турски офицери на школување во западноевропските земји на импровизираното игралиште на полјанката зад некогашната учителска школа во скопската населба Ислахане и Дадија го одиграле првиот надпревар меѓу себе. Овој датум е прогласен за ден на македонскиот фудбал. Тогаш топката првпат тргнала од центарот и почнало испишувањето на историјата на македонскиот фудбал. Средбата е одиграна на игралиштето Ислахаме и Дадија, кое се наоѓало пред влезот на градскиот парк во дворот на некогашната учителска школа. Резултатот, имињата на играчите и на судијата не се познати. Не се забележани никаде, но според раскажувањата на најстарите скопјани кои веќе не се живи, овој надпревар како прв фудбалски во Скопје бил вистинска атракција. Се знае единствено дека денот бил мошне студен. Играчите на полувремето морале да облекуваат шинели за да се стоплат. Во чест на тој надпревар и како спомен за него, како и по повод 70 години фудбал во Македонија, во 1978 година беше подигнат споменик. Во 1911 е формиран првиот фудбалски клуб во Македонија под името Ускип или Скопје, претходница на СК Вардар во 1912 година, на Пелистерот Битола во 1914 и на Војановиќ во 1915 година. Одржана е прва филмска проекција во кафеаната Англетер. Првата јавна кинопроекција во светот била во Париз, 1895-та. Ја организирале браќата Лимиер. Меѓу првите филмски проекции во Скопје ги организирал Милан Голубовски во салата на хотелот Англетер, под одснежен Париз. Својот мал проекцијски апарат го набавил во Виена, а гостувал и во куќите на угледни скопски семејства и одржувал проекции во повеќе градови. Но за жал, со таа дејност престанал да се занимава во 1909 година, по пожарот во хотелот Англетер, кој бил предизвикан од запалливата филмска лента. Само 17 години подоцна и Скопје го добило своето прво кино. Станува збор за првата киносала воопшто во земјава, која се викала Вардар и била изградена во Скопје во 1912 година. Била сместена на местото на денешниот дом на армија и имала капацитет од дури 500 седишта, што многу киносали во земјава се уште не можат да си го замислат. Киното Вардар било сместено во барака специјално изградена за таа намена, чии први сопственици биле Мика Ѓорѓевиќ и Љубо Јанковиќ, но набрзо сопствениците станале Салваторе Мусафија и Моис Асео, скопски индустријалци, застапници на англискиот Лојд и дистрибутери на филмови. Киното работело дури до 1927 година, кога изгорело во голем пожар. Вечно